Речиси 1000 луѓе останаа на улица без работа само последниот месец, покажуваат најновите податоци од Агенцијата за вработување. Во февруари бројот на невработени достигна скоро 160.000, а отпуштени поради пандемијата се над 18.000 граѓани. Во моментов Агенцијата за вработување брои вкупно 159.608 невработени. Меѓу нив најмногу се од Скопје 31.293, потоа следи Тетово, Куманово, Гостивар, Битола и Штип. Најголем број од невработените се на возраст меѓу 55 и 59 години. Во меѓувреме државата одвои 24,5 милиони евра, пари со кои приоритет за вработување ќе имаат право отпуштените поради кризата, но и лицата од различен етникум. Дека ситуацијата и повеќе од катастрофална покажуваат и состојбите во текстилната индустрија, која во моментов дише на шкрги. Само лани на улица останале 3000 работници, а на 20% од нив им се закануваат отпуштања, алармираат текстилните работници. Овој период сега од јануари нааму е катастрофален, баш поради ситуацијата што е опишано, значи воопшто не може да се испорачува стока за извоз, така да може бројот на луѓето што ќе останат без работа, ако не се добие финансиска помош, да биде многократно поголем. Тоа значи дека може да се случи и до 20% од овој број на работници да останат без работа. Димитро вели дека фабриките или не работат или работат со намален капацитет, а поради немањето работа компаниите очекуваат пад на продажбата за 50% и откажување на нарачките. Текстилната и индустријата за облека од вкупното индустријско производство учествуваат со близу 13%, вработуваат на 37.000 работници и опфаќаат околу 10% од извозот на државата. Во меѓувреме дополнителен проблем на приватните фирми е државната помош за исплата на платите за февруари и март, зашто собранието се уште го нема изгласано законот. Седницата е закажана за 23 март.